Почитувани представници на медиумите, денес кога започнува амандманската расправа за буџетот за 2021 година, како пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН посебно ќе инсистираме во насока на преземање итни и интервентни политики, насочени кон намалување на загадувањето и справувањето со сите негативни појави од областа на животната средина. Само во текот на последниот викенд скоро во сите поголеми градови во Македонија, индикаторите за аерозагадување покажаа застрашувачки податоци. Во Македонија продолжува еколошка катастрофа која не засега сите нас. Загадувањето на воздухот е посебно значајно сега во текот на пандемијата предизвикана од COVID-19 и е дополнителна закана за здравјето на граѓаните, зголемувањето на бројот на заразени и бројот на смртни случаи. Токму затоа е неопходно да се превземат интервентни мерки во најбрз можен рок. Наведените негативни трендови не засегнуваат сите, а според огромен број на објавени научни студии, најголемата штета ќе биде предизвикана токму кај најмалите генерации, на кои токсичните материи присутни во воздухот им причинуваат сериозни негативни последици по нивното здравје. Истовремено во сериозен ризик ги ставаме и повозрастните категории граѓани со хронични заболувања. По предлог на невладината организација О2 иницијатива, пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе голем број амандмани кои ќе создадат услови и соодветни можности во краток рок да започне примена на објективно потребни и корисни конкретни политики. Меѓу другото, со амандманите се предвидуваат и следните активности и мерки: доделување на субвенции за поставување на филтри од домашно производство за 25.000 домаќинства кои за затоплување користат дрвја и други енергенси кои сериозно го загадуваат воздухот. Промена на начинот на загревање на здравствените и образовните установи во најзагадените градови во Македонија, од мазут и нафта во газ, топлотна мрежа, топлински пумпи и сончеви колектори. Поставување на ДПФ и СЦР системи на автобусите и градежните машини во најзагадените градови во Македонија. Поради неможноста да се заменат постоечките со нови, потребно е прилагодување на старите автобуси и градежни машини кои продуцираат високо и опасно загадување на воздухот во градовите. Поставување на филтри на јавните институции во најзагадените градови во Македонија, а кои во меѓувреме нема да можат да го променат начинот на затоплување од загадувачки во еколошки почист. Субвенции за поставување на плински уреди во 10.000 возила и акредитација на Централна лабораторија за животна средина која ќе има акредитација за методите за одредување на тешки метали во воздухот, акредитација на методите за одредување на полициклични ароматични јаглеоводороди во воздухот за потребите на инспекторите, редовно одржување и надградба на инструментите што се употребуваат за хемиска анализа. Во оваа прилика сакам да упатам повик до колегите од другите пратенички групи да се придружат и да дадат поддршка на амандманите предложени од невладиниот сектор и експертите. Нагласувам дека се соочуваме со проблем кој е заеднички и дека ненавременото, несоодветното и неодговорното однесување на нас како пратеници ќе значи заеднички неуспех и можно понатамошно загрозување на животната средина с големен ризик за ширење на епидемијата и влошување на здравствената состојба на сите наши граѓани. Надминувањето на бариерите на дневната политика токму преку заедничко усвојување на овие амандмани ќе покаже дека во интерес на безбедноста и здравјето на нашите граѓани, заштитата на животната средина и просперитетот на Македонија, можеме поинаку, можеме поодговорно и можеме многу подобро. Повелете доколку имате некои прашања. Само за темата, па после зборувате за итни интервентни мерки кои брзо можат да се имплементираат, ама прочитавте баја ги предлози. Зошто не го направив тоа порано? Ова се мерки кои што само дел од мерките наброев, некои кои што се најголемите. А зошто не се направени овие работи во последните 4 години, најверојатно ќе треба да го прашате парламентарното мнозинство кој што е исто од 2017 година. Ова се мерки кои што не се мерки на предлог, не се мерки кои што произлегува како единствена идеја на пратеничката група на ВМРО ДПМН, туку се во широка консултација и затоа велиме не е тема од која што треба да политизираме и ова е апел до сите пратеници, од сите пратенички групи да се придружат кон овие мерки, да ги усвоиме како дел од буџетот за 2021 година и веднаш да почнеме со примена на нешто што ќе значи поздрав воздух и почиста животна средина за сите нас. Денеска во собрание комисија за деловникот
Дали очекувате се оглед на фактот како оди наставата онлайн? Дали очекувате онлайн собрание да има ваков резултат? И дали ќе учествувате во работата на комисијата со амандмани или? Ќе учествуваме во работата на комисијата. Прво, ако сакаме да создадеме нормален парламентаризам, ние треба да функционираме во една здрава атмосфера. Има диалог кој што се води за промена на деловникот преку процесот Жан Моне. Но сега гледаме, се избегнува тој процес. Значи, начинот на кој што треба да се промени деловникот за да биде одржливо решение е со консензус на сите политички субјекти. Значи, не е работата на сила, бидејќи владачкото мнозинство не може да се обезбеди кворум за работа, на сила да се промени деловникот. Доколку сакаат, ВМРО ДПМН е подготвен за диалог. Ова не е начинот на кој што во рамките на собранието треба да се промени деловникот. Дали ќе учествувате со одредени амандмани за подобрување на деловникот или амблок ги отфрлате вашите измени? Веројатно собранието, земајќи во предвид дека во моментот имаме огромен број пратеници кои што се на располагање за неговото функционирање, е последната институција во државата која што би требало да работи онлайн и тука пред се мислам на уставните пречки кои што се воспоставени. Доколку сакаме конкретни мерки за функционализација на собранието, постојаниот деловник, добрата волја овозможува начин напред. Ова не е начин кој што создава дополнителна доверба помеѓу политичките субјекти, напротив, јас би рекол ја нарушува и така слабата доверба која што ја има помеѓу политичките партии во собранието. ВМРО ДПМН амандмански ќе интервенира во овој предлог кој што е даден, но ние ќе ги користиме сите возможни политички модалитети и ресурси на наше располагање да се спротивставиме на овој процес кој што има обид на сила да се донесе, спротивно на уставот и не овозможува диалог во собранието. Да ви искористам присуството, сакам едно прашање за вас, наменски. Законот за минимал, односно за поддршка на ранливите категории. До кога ќе биде ставен на седница, бидејќи истекува рокот за користење на средствата на граѓаните. Оние 6000 денари за ранливи категории. Последните информации кои што ги имаме дека тој закон се уште не е поминат на пленарна седница. Мислам дека се работи за закон кој што засега голема група граѓани на кои што заради кризата интервентно има потребна таа помош и не верувам дека било кој пратеник ќе се спротивстави на такво нешто, а голем дел од мерките кои што ги има токму во овој предлог закон се усвоја во ребалансот на предлог на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Ние бевме пратениците кои што инсистираа за дополнителна помош, на пример за децата без родители. Така да не верувам дека ќе има пречка, но треба да земете во предвид дека праксата на работење на собранието и деловникот предвидува дека кога работи комисијата за финансирање и буџет за буџетот, ние мораме прво да завршиме тековната постапка во рамките на комисијата за буџетот. Ние имаме уште 7 дена за амандманска расправа. Верувам дека брзо потоа ќе ги превземе тие мерки за до крајот на буџетската година веројатно да има реализација на тие средства. Со оглед на оваа динамика, кога би бил донесен буџетот, законот? Овој закон, не можам јас да ви дам одговор на тоа прашање, ќе треба најдобро до председателот на собранието да се одговорите. Јас можам, на пример, да ви кажам кога тој би поминал на седница, кога ќе имаме прва можност да го ставиме на комисијата за финансирање и буџет. И тоа ќе биде некаде во текот на следната недела веројатно, но зависи од работата на координацијата. Затоа е значајна таа доверба помеѓу политичките субјекти на која што се осврнав кога зборувавме за овај насилен метод на промена на деловникот. Треба во добра верба да се работи, токму бидејќи има и проекти кои што ги засегаат сите граѓани и кои што политичките партии тука не прават дискриминација. Односно, напротив, ние и стимулиравме дел од мерките кои што се дел од тој закон. Најрано 15. Не можам да ви дам. Ако кажеме, бидејќи 25 прашањето ми истекува рокот за трошење на парите. Кога ќе биде донесен законот, кога ќе бидат поделени средствата и кога ќе ги трошат. Тоа е она што го имате предлагач на тој закон, имате владеачко мнозинство, имате председател на собрание. Од мене би било во овој момент паушално да ви предвидам кој би бил конкретниот датум. Благодарам. Благодарам.